Добар ден, криптоентузијасти. По барање на неколку членови од двете групи во Македонија, мислам дека треба да го обработиме овој проект, затоа што истиот е еден од оние кои што ни се исто така најомилени. Станува збор за Атом, односно Космос. Значи, Космос е самиот проект, додека Атом уствари е токенот на истиот. Идејата на Космос, чисто да покажеме прво за што станува збор пред да почнеме со техничката анализа. Значи, идејата на Космос како проект е уствари да представува интернет на блокчейн, односно сите овие проекти кои што имаат засебен блокчейн, значи прво мораме да го објасниме тој дел, едни со други не може да комуницираат затоа што се посебен софтвер. Значи секој не зборуваме за токени, зборуваме за коини. Значи разликата помеѓу токен и коин прво е со тоа што коините се оние кои што имаат своја блокчейн технологија, односно имаат цел свој систем и свој програмски јазик врз основа на кој што е направена таа технологија, односно тој е основен коин, додека токените се оние кои што се градат врз таквата технологија. Пример, значи доколку го земеме, прост пример, Polygon и Ethereum. Значи Ethereum е коинот, додека Polygon е токен изграден на блокчейнот на Ethereum. Со тоа, значи идејата на Атом, односно Космос, е да биде интернет помеѓу блокчейните, затоа што да речеме Биткоин и Ethereum без соодветен мост, односно бридж, не може да комуницираат едни со други, односно токените не може да бидат праќани од едниот на другиот блокчейн. Идејата на Космос е да биде уствари овој мост помеѓу сите овие блокчейни во иднина. Идејата е што имаат изградена технологија која што прави таков тип на мостови помеѓу сите овие блокчейни преку самиот Атом, преку самиот Космос. Космос тоа го прави со посебна технологија, односно ова IBC практична технологија која што истите имаат развиено, односно кратенка за Inter-Blockchain Communication Protocol, кој што уствари представува посебен механизам кој што прави на два различни блокчейна да може од едниот да се испратат токените на другиот, со тоа што нема сега да навлегуваме во однос со тоа како сето тоа функционира, затоа што процесот, иако не е толку комплициран, сепак е на некој начин прекомплициран за ова видео, но идејата што мора да разбереме е дека моментално Атом е еден од единствените, ако не и најдобар моментално, блокчейн градач на мостови помеѓу сите овие технологии, и тоа не само, значи идејата на IBC е дека истиот е многу едноставно да се користи со Proof of Stake технологии, односно оние кои што имаат Fast Finality Chains, за разлика од оние кои што имаат Probabilistic Finality Chains, односно Proof of Work технологии како што е Ethereum. Идејата е што истиот со помош на IBC може да ги конектира сите овие ченови помеѓу себе. Значи без разлика дали станува збор за Proof of Work и Proof of Stake, истиот досега има огромен успех во поврзување на овие посебни проекти, односно посебни блокчейн технологии помеѓу себе со цел да може токените да се трансферираат од една на друга технологија. Значи замислете вака. Тоа е како да имате телефон, значи мобилен телефон кој што не е поврзан со останатите мобилни телефони. Значи Атом представува онаа конекција која што ги поврзува фактички мобилните телефони едни со други. Атом представува она интернет, да речем, конекција која што им дозволува на блокчейните да комуницираат еден со друг, затоа што без истата, значи без таков тип на технологија, сите овие блокчейни се неповрзани еден со друг и истите се на некој начин со многу помала практичност. За разлика од тоа, значи Атом моментално со ваков тип на револуционерна технологија се движи во, да речем на некој начин, монопол во самата криптосфера, каде што истиот поради, нели, ваков тип на корисност успеа во последниот булран од вредност, значи ова е пред почетокот на самиот булран, во најниска вредност од $2.1 да стаса до вредност од $46.5. Значи замислете вака, ваков тип на токени во однос на тоа колку е поголема нивната корисност во однос на целиот крипто пазар, толку повеќе и повеќе ќе биде и цената поголема во однос на годините што доаѓаат понатаму, затоа што станува збор за токени кои што ќе бидат, односно извинете, коини кои што ќе бидат од исклучиво значење за развивање на криптосферата. Ќе видиме понатаму, значи моментално роудмапот ќе ви го покажем на Космос, односно на Атом, ќе видите за каков бехемот од технологија станува збор. Со оглед на тоа што го видовме во последниот булран од Космос и со тоа што
Искрено се уште не сум сретнал никаков проект што може да парира на ваков тип на технологија, која што е на некој начин монополизирана на маркетот. Значи мораме тоа да го земеме како многу добар знак. Кога разговаравме во однос на вашата структура на портфолиото, гледајте да најдете токени кои што се од различна сфера во однос на криптоиндустријата, со тоа што на некој начин, овој е еден од оние уникатни токени кои што го рачунам во blue chip токени нормално и кои што како таков има толку многу добар use case, односно корисност во криптосферата, што е незаменлив. Како што е, например, VET. Значи, VET е единствениот токен за транспорт на некој начин. Како што и овде, во овој случај, значи може да има и други технологии, затоа што има 13.000 моментално токени во светот, кои што се во некаков вид на технологија, што сигурно има уште некој што се обидува да го направи овој тип на конекција помеѓу блокчейните, но ваква успешност како Атом до сега никој немал. Затоа и со таков тип на успешност можеме да кажеме дека е најдобриот конкурент на пазарот во однос на неговиот use case што го има на криптосферата. Сега, кога ќе ја погледнеме, значи самата техничка анализа, како што знаете и претходно, секогаш ги обележувам плавата и црвената линија како една година пред халвингот и халвинг, во однос на тоа до кој момент очекуваме да утврдиме дно на овој коин. Со тоа што, значи, Фибоначи секвенцата ни покажува уште на месечно ниво дека моментално се наоѓаме на 78% од, односно последниот левел на корекција надолу, и истиот моментално е оној кој што ја држи цената да не пробие до претходниот акумулационен период. Значи овдека моментално ова ни е претходниот акумулационен период и верувам дека доколку го обележиме со бело поле, затоа што, значи, бела ни е она линија која што користиме за нивоата на месечно ниво, затоа ќе ги ставиме и овие полиња на практично акумулација кои што се одвивале овде. Како што може да видите, доколку го преместиме ова поле во лево, ќе видиме дека буквално ова било полето каде што имаме претходен отпор, па акумулација, а потоа и поддршка на самата цена на Космос. Дополнително доколку на тоа додадеме и чисто за да видите, значи, како изгледа, моментално ќе го исклучиме Bull Market Support Band и ќе додадеме, чисто за да не биде пренатрупано, значи ќе додадеме VPVR за да видите зашто станува збор во овој момент што се обидувам да ви го објаснам. Добро, со тоа што ќе мораме VPVR, не знам дали го гледавте нашето видео, доколку не, погледнете го повторно, значи ќе го row size ќе го представиме на 200 за да може да ни даде подобра представа. Значи VPVR уствари, ако се сеќавате оно што разговараме во однос на тоа каде имало најголем обем на трансакции во одредено тргување на еден коин, гледате дека овој момент овде ни покажува колку само овдека моментално ова ќе биде јако поле на поддршка кога цената ќе падне на ова месечно ниво од почетокот на цената на Атом. Со тоа што VPVR сега не ни е потребен, можеме истиот да го исклучиме и да го вратиме Bull Market Support Band, кој што ќе ни биде многу попотребен во оваа ситуација. Значи ќе почнеме се поактивно и поактивно да правиме анализи. Значи Bull Market Support Band треба да го поставиме и со тоа на некој начин ќе биде многу полесно во однос на користење на индикатори, се тоа кога го правиме на дневна база, ќе почнете и сами да ги согледувате овие работи многу поедноставно. Сега. Значи ова е на месечно ниво, генерално како што можеме да видиме веќе имало еден обид за пробивање на ова поле, кое што ние очекуваме да биде нашето акумулационо поле. Како се сеќавате, рековме, жолтото поле ќе ни представува акумулационо поле каде што очекуваме цената да падне и истата да почнеме да акумулираме, но не правиме ништо од тоа се додека не видиме дека биткоин конечно утврдило дно. Сега, моментално акумулационата цена која што ние очекуваме е негде околу $10,5 до минимална цена од 7,5 до 8 долари, да речеме. Ова долна граница на акумулационото поле претходно утврдена со ова ниво. Сега, чисто ако го погледнеме Market Cipher, чисто да видите зашто станува збор во однос на RSI и сток RSI, значи гледате, RSI ни се наоѓа на 44, додека сток RSI ни се наоѓа на 12,5, со тоа што, само момент да ги додадам линиите кои што ни се битни, за да можеме многу поедноставно да ги гледаме овие работи без при тоа да мораме да навлегуваме во, значи, ова е средната линија на 50 и истата ставаме да биде испрекината, за да може многу поедноставно да видиме, но ќе намалиме на најмала можна вредност, за да не го презаситува овој чарт овде. Ставаме, рековме, на 30 и 70, односно она се линиите каде што
се препродавано и прекупено одредено добро, кои што треба да ни помогнат да го гледаме ова без да навлегуваме во истото. Значи, ако сте ги погледнале нашите сетирање за RSI, ова е само стокастик, практично овдека овие индикатори кои што гледате се групирани во Market Cypher, за кои што ќе разговараме понатаму. Значи, верувате ми, има многу теми на кои што треба да разговараме, но нормално се со време. Ова ќе биде цела линија, затоа што станува збор за максималната линија, односно врвот, каде што очекуваме, нели, каде што имаме враќање на истата надолу, и исто така во минус треба да поставиме линија на минус 60, односно тоа е каде се очекуваат корекции надолу. Значи, на минус и плюс 60 најчесто се случуваат корекциите на Market Cypher во однос на плавиот бран, кој што ни е бранот на движење на самото добро, неговата цена. Ето така, значи сега моментално го поставиме Market Cypher, можеме да го вратиме и да го смалиме за да можеме да го гледаме подобро. Тоа би било тоа прилика. Значи, ево, ако поставиме ние Market Cypher, сега можеме поедноставно да гледаме што се случува моментално на чартот. Сега осетирање на индикатори не го правам на видеата многу често, како што може да видите, затоа што многу губиме време на постојано сетирање на индикатори за кои што веќе сме разговарале. Значи, доколку сакате да погледнете за некој посебен од нив, може да се вратите назад во нашите видеа и многу поедноставно ќе ви биде да ги погледнете таму, отколку да треба да ги сетираме на секое наше ново видео. Само што овој левел го заборавивме на 0, значи предпочитам да имам линија за да можам да видам кога прекршува од едната надоле и нагоре. Сега, затоа и кажам, значи секој индикатор може слободно да се вратите назад и да го погледнете на нашите видеа едукациони, каде што објаснувам за секој индикатор посебно, и истото ќе ви биде многу поедноставно кога ќе го погледнете таму, ќе можете да се фокусирате и да видите како точно се сетира, а додека кога ги правиме анализите можете директно да погледнете како се применуваат истите во практична пример. Сега, она што сакам да го покажам на неделно ниво, што е многу битно, значи, ставени Market Cypher. Знам дека е малку збунувачки, знам дека понатаму треба да разговараме за истиот, но верувате има толку многу материја што не знаеме што попрво да обработиме, а битно е да ги поминеме овие анализи на основните blue chip коини, со цел понатаму да можеме да ги следиме истите, а во исто време и да обработуваме едукациони материи од типот на индикатори, формации и слично, затоа што има уште многу за што треба да се зборува. Сега, моментално Market Cypher ни покажува дека сме во слободен пат, значи секогаш кога ќе ги видиме ова се уствари исто како4MA индикаторот, но се на многу помала, значи на многу помала вредност, значи доколку направиме двоклик чисто за да видите. Значи гледате вредностите не се значи толку големи како што се на пример на 4MA, односно 50, 100, 200, 300, туку се со многу помала вредност, затоа што ни покажуваат многу подинамично движење на самиот бран на цената, и истите како што може да видите во одреден момент се сапорт, во одреден момент се отпор. Но самата боја на бранот дополнително ни покажува кога станува збор за бела боја на Market Cypher, тогаш истите се поддршка, додека кога станува збор за сива боја како овде, тогаш цената пробила надолу и истите се отпор. Тоа е она што можеме да очекуваме, односно можеме да видиме дека за прв пат после многу долго време од самиот почеток на бул маркетот во декември 2020 година, па се до сега за прв пат имаме таков, значи комплетно сив обем на сите вредности на Market Cypher, со тоа што дополнително може да видите дека на неделно ниво кога ќе се појават ваков тип на нели, за тоа ќе објасниме подоцна, чисто да знаете. Значи црвениот диамант, малиот, како и OX представуваат, црвениот диамант ни представува надолен значи терк на самата цена, со тоа што X-овите ни покажуваат дека таков тип на движење ќе продолжи, односно доколку имаме црвен диамант и потоа X, значи дека истиот очекуваме се уште да продолжи, за разлика од тоа жолтите диаманти значи представуваат промена на трендот, односно доколку имаме жолт диамант заедно со овој плав триаголник имаме значи цврста промена на теркот и очекуваме дека исто ќе почне да се движи во обратна насока, и зелените значи овие зелени точки представуваат движење на цената нагоре. Тоа се значи некој брзо објаснување на Market Cypher, чисто да знаете што значат овие мали сигнали. Сега, значи можеме да погледнеме дека сме имале овој пагечки триаголник на цената на Атом, со тоа што имаме овој тренд кој што ја држи цената во паѓање надолу заедно со Bull Market Support бендот.
Значи може да видите дека буквално се ја бутка цената надоле во моментов и многу битен фактор во оваа ситуација се и 4MA, односно 4MA средните вредносни, во кои што значи не се сетирани на макро ниво. Значи кога тргуваме на микро ниво на 1 ден и на 4 сати имаме посебен тип на сетирање на ова. Може да погледнете во нашето видео за 4MA. Додека на макро ниво ги сетираме како 50, 100, 200 и 300. Со тоа што 100 ни представува она 100 неделна вредност, каде што значи 100 неделната вредност на некој начин ни покажува основна поддршка на bull market, додека 200 ни е основна поддршка во bear market. Зошто го кажувам ова? Значи секогаш кога цената се одбила од 100 неделната средна вредност, истата продолжила во bull market. Во моментот кога цената ќе падне под 100 неделната средна вредност, како што ова се случило на 25 април 2022, значи ова е месец дена назад, значи во тој момент веќе сме влегле во bear market, со тоа што значи староста на овој проект се уште не е доволно за да има 200 неделни свеки, за да имаме и 200 неделна средна вредност, но кога истата ќе се појави во текот на овој bear market, веруваме дека ќе биде негде овде, значи ќе биде буквално негде во ова наше поле кое што очекуваме да биде главното место за акумулирање на оваа валута од нас, значи од наша страна, со тоа што мораме да запазиме дека ова е техничка анализа и истата моментално е прилагодена на оние настани кои што се случуваат во моментот во светот. Доколку имаме драстични настани кои што на пример ќе бутнат цената како на SPY индексот, така и на биткоин, да речем цената, со тоа колку повеќе ќе ја бутнат цената надоле, толку можеме да очекуваме дека и цената на атом ќе падне доле, па можеби и во ова претходно акумулационо поле. Но веруваме дека сега за сега, доколку немаме дополнителни негативни вести во однос на економскиот свет, веруваме дека цената ќе се задржи во ова жолто поле, затоа што можеме да видиме дека истата имала многу солидна поддршка, како што видовме од VPVR значи показателот, така и од самата формација на движење на цена. Значи гледайте, овој цел сегмент после падањето во bull market од 2017-18 година па се до новиот bull market имаме значи поле на акумулација каде што веруваме дека ќе има многу голем обем на buy orders во овој сегмент, негде околу 7,5 до 8 долари, што уствари представува она главно поле на поддршка на цената во моментов, а и веруваме и понатаму во самиот bear market. Сега чисто ќе го погледнеме значи Market Cypher, верувајте ми, Market Cypher го користиме затоа што имаме на некој начин комбинација од сите овие значи индикатори кои што инаку треба да ги имаме како три посебни чартови овде. Значи имаме MACD, Stock RSI, RSI, за разлика од тоа некогаш Market Cypher е многу поедноставен со тоа што кога ќе го ставиме, сите овие сегменти кои што ги гледате овдека се на некој начин комбинирани од она претходното што нели го користевме во претходните чартови како MACD, RSI и Stock RSI, со тоа што можеме да видиме дека овој пагечки бран моментално на самата цена, овој плав главен водечки бран на цената, сигналната и базичната линија се доста раздалечени и се уште се во пад. Истиот може да паѓа до вредност од минус 100, значи до вредност од минус 100 можеме да очекуваме дека истиот ќе падне, тоа е максимално што може да падне, што никогаш не се случило, но за разлика од претходниот bear market во кој што истиот почнал да постои како проект, ова е прв bear market во кој што званично влегува после негов bull, и со тоа можеме да очекуваме работи кои што досега не сме ги виделе за овој проект. Значи можеме да видиме дека исто така и за целиот bull market сме имале значи позитивен инфлоу на пари, што не е случај од 18 април, кога овој зелен бран се претвара во црвен, односно имаме огромен outflow на пари од атом. Значи тоа мораме да го земеме предвид, тоа е многу битно. И се додека не видиме заоблување на овој бран, тоа значи дека се уште сме во пад и не е паметно да се акумулира, додека не утврдиме кога настанало дното за овој проект, со тоа што Stock RSI е на 0, значи тоа е еден од оние како и VWAP бранот, овој жолт бран, кој што ни покажува дека можно е да се случи корекција наскоро во однос на цената, доколку имаме движење на биткоин нагоре, но прво мораме да добиеме движење на биткоин нагоре, па понатаму ќе можеме да разговараме за евентуална корекција, но не зборуваме корекција до new all time high, зборуваме корекција од типот, доколку се вратиме назад во чартот, значи да речеме корекција од типот цената да се придвижи од овој момент горе до евентуално првата или втората граница на
овој пајачки триаголник и да се врати надоле во ова акумулационо поле. Значи ова е најдоброто сценарио кој што би можеле да го очекуваме во однос на bear market, доколку имаме било каков баунс на биткоин, но за тоа прво мораме да видиме пат на доларот. Но тоа не се случува, значи за тоа ќе разговараме понатаму. Значи вредноста на долар моментално има баунс од сега ќе ви покажам зошто тоа не го очекувам да се случи. Значи ора што ви го кажав вчера во самата анализа на биткоин, буквално денес се случи. Значи гледате овде ќе имаме корекција на индексот на доларот од 0,678 Фибоначи левел, односно 61% златниот джеб, што точно се случи како што реков вчера. Значи цената буквално отскокна од средната вредност на Болинџер бендот и ова ниво на 0,678 Фибоначи левелот и се враќа нагоре, што очекуваме дека дополнително ќе направи пробив на оваа граница од 1999 година на месечно ниво и ќе имаме new all time high за доларот во овој нов милениум, да речеме, што тоа е наше очекување, со тоа што очекуваме цените како на биткоин така и на останатите криптовалути да продолжат да паѓаат и затоа и рековме дека очекуваме истото да се движи во ова поле постепено надолу, затоа што веќе имавме огромен пат. Значи овој пат мора да забави, не може постојано да се движи надоле. Иако дури и да немаме скок на истиот, се уште значи истиот можеме да очекуваме да забави, да не се движи толку брзо, со тоа што можеме да видиме дека и RSI, оваа лилјакова линија, моментално се наоѓа на најдолната вредност која што некогаш била на неделно ниво. Само еднаш пред тоа сме имале таква вредност во 16 март 2020 година, ова е самата пандемија практично. Со тоа што ваков тип на Black Swan евенти како Terra Luna предизвика забрзување на падот на цените на сите криптовалути. Но повторно, од наша страна ние ово гледаме како одличен момент за акумулирање, посебно на ваков тип на проекти кои што сега ќе се придвижиме, значи генерално ова е она што сакаме да го направиме од техничка анализа на месечно и неделно ниво, затоа што моментално правење анализа на дневно ниво нема поента доколку не правите shorts или leverage trading. За останатото нас ни е битна моментално макроанализа, да се додека не утврдиме дно на биткоин и додека не утврдиме дека самите криптовалути заедно со биткоин стасале до некое да речам поле на дно на bear маркетот, каде што е време да се акумулираат истите. За сега сме се уште на стендбај во однос на истото, на ова прашање. Сега, roadmap на Космос во однос на 2021-2022 година. Ова се апгрейди кои што се веќе направени до почетокот на 2022 година, значи зборуваме за Delta и Vega апгрейдот. Иако истите се многу на некој начин, како што може да видите, се доста технички, и станува збор за луѓе кои што навистина се разбираат во блокчейн технологија и нејзино програмирање, но она што сакаме да ви покажеме е дека самиот Terra, значи самиот Космос блокчейн има огромни планови како за 2022 година, така и за понатаму и можеме да видиме дека на секоја четвртина има апгрейд кој што има огромен на некој начин број на сегменти кои што ќе го подобрат нивниот блокчейн, како што е во случајов гледате. Во првата четвртина овој тета апгрейд, потоа имаме овој ро апгрейд во втора четвртина од 2022 година, потоа имаме во третата четвртина исто така ламба и во четвртата епсилон. Со тоа што гледате, дури имаат планови и за следната година што понатаму треба да се случува и интегрираат многу сегменти во однос на нивниот блокчейн. Дури во наредна година веќе имаат најавено дека ќе почнат да интегрираат и NFT технологија како следен дел од развојот на овој блокчейн, но нема да навлегуваме во тоа што точно уствари се прави и како истите се апгрейдуваат во овие практично апгрейди на блокчейнот на секоја четвртина, но повторно ќе навлеземе во она што го кажав за неколку проекти досега. Значи доколку чисто да ви покажам дека што се случува моментално. Значи овие апгрейди кои што требаше да се случат во првата и во втората, овие ро и тета. Доколку истите навистина се случаат, значи во нашиот агрегатор, овој CryptoPanic агрегатор, значи кога побарав денес вести во однос на Космос, значи истите не се појавија, затоа што немаме, значи кога ќе напишеме Космос, значи ќе ни ги даде сите вести и ќе ставиме практично ход, ќе ни ги даде најдобрите вести што биле објавени во последно време во однос на Атом, односно Космос. И можеме да видиме, може да ги погледнете, значи, на вашите екрани дека немаме нигде
ниту една вест во однос, значи гледате, ова се веќе 3 недели, 2 месеци наназад, 3 месеци наназад, значи нема ни една вест во однос на овие апгрейди кои што требаше да се случат. Значи гледате, иначе ќе беше на пример напишано од типот Teta upgrade successfully launched, пример. Но гледате дека немаме ни една таква вест, што значи дека иако roadmapот стои, ниту еден проект нема да ги на некој начин нема да ги направи овие апгрейди сега кога цената на токенот како и моментално цените на сите криптовалути паѓаат надолу. Значи истото што го кажуваме за сите токени до сега и коини ќе чекаат се додека не се утврди дно и почнување на оној bull market за 2024 година, за истите да почнат да ги најавуваат и прават овие апгрейди на својот блокчейн. Со тоа што не значи дека истите нема да се случат. Значи дека се одложени со цел овие апгрейди навистина да позитивно делуваат на цената на Атом за наредниот bull market. И секогаш кога ќе видите ваков добар roadmap каде што навистина значи самиот проект се труди да се надгради и да се надпреварува со останатите блокчейни во светот, значи тоа е еден од многу добрите показатели кои што ви покажува дека да, оваков тип на проекти има многу добар капацитет за на некој начин развој во наредниот bull market, како и понатаму во самиот криптосвет. Значи криптосветот е генерално многу волатилен и многу динамичен. Овие проекти мора да бидат следени постојано во однос на, значи не само техничка, туку и фундаментална анализа. Ова е фундаменталната анализа. Следење на вести, следење што е следно за овој проект, каде моментално се нивните партнерства, кој вложува во истиот, значи сето тоа е фундаментална анализа од типот дека мораме да ги следиме вестите за онаво што финансираме. Да, значи можете вие да ставите моментално пари во биткоин и да не се секирате, затоа што биткоин е единствената криптовалута која што комплетно се докажала и нема потреба на некој начин да се вознемирувате дека цената ќе падне драстично или дека нема да оди понатаму нагоре. Да, тоа може да се случи, но биткоин е многу сигурна валута и тоа е на некој начин единствената валута каде што може да ги оставите парите и да бидете сигурни дека понатаму не треба ни да читате, ни да гледате, а профитот ќе се случи. За разлика од останатите проекти кои што нудат многу поголем процент на профит, за разлика од овие огромни маркет капови како Ethereum и Bitcoin, нудат профит, но истите мора да бидат следени. Следени за да не ви се случи она што им се случи на луѓето во 2017 година од типот на проекти како Tron, каде што во 2017 година истиот е еден од оние топ проекти за време на тој bull run, а потоа со следниот bear market и влегување во новиот bull market, значи истиот не се докажа, не се врати на онаа позиција на лидери во криптосферата. Затоа мораме да ги следиме и доколку на пример се појавува нешто што е ново, многу е попаметно да ги реалоцирате вашите ресурси кои што веќе сте ги неле во одреден токен, во нешто што гледате дека има многу поголем потенцијал, отколку да се надевате во проект кој што стагнира. Затоа веруваме дека Космос е еден од оние кои што навистина вреди да се финансира, барем од наша страна. Ова не е финансиски совет, станува збор за наше мислење во однос на криптосферата и оние валути кои што ги следиме и веруваме дека ќе има многу во иднината како потенцијал за ваков тип на проект. Со тоа ќе го завршиме нашето видео за денес. Се надеваме ви се допадна оваа анализа за Космос и нормално, како и секогаш, доколку имате некој кој што му се допаѓаат ваквите материјали, ве молиме споделете го ова, затоа што ќе повторам по не знам кој пат на нашиот канал, bear market е моментот кога треба да се едуцираме. Bear market е моментот кога имаме време да направиме солидна анализа, да видиме кои се нашите таргети на долна и на горна граница во однос на наредниот bull market, кои се проектите кои што имаат добар потенцијал за да речем акумулирање во однос на bear market. Значи, оние кои што ќе останат во моментот сега во оваа крипто зима и ќе успеат со, да речем, нашиот канал и оние останати кои што се уште активно работат на криптопазарите, да ги најдат оние своји проекти во кои што веруваат и да акумулираат такви проекти во текот на овие 2 години, ќе бидат оние кои што ќе бидат во дебел профит кога повторно ќе почне крипто да се појавува на вести и на социјални мрежи и слично. Значи, тоа е она жална слика, посебно, да речем, во држави како Македонија, каде
ваков тип на едукација е недостапен и луѓето не го знаат тоа. Значи затоа нашиот тим, како и останати тимови со кои што соработуваме, се обидуваат да го донесат тоа во нашата земја до луѓето кои што го пропуштиле ова на некој начин во последните 3 бул маркети, за да имаат шанса да научат и да видат каков е потенцијалот и што понатаму следува за крипто сферата. Ви благодарам уште еднаш на поддршката. До сега имавме одлична соработка со двете групи со кои што се работуваме на Facebook и ќе продолжиме и понатаму. Ние остануваме неутрални, значи нашата цел е едукација на македонскиот народ и се надеваме дека тоа успеваме барем делумно да го спроведеме. Да, има и многу што треба и ние да го научиме, верувајте ни, учиме постојано и затоа и го правиме ова како канал каде што било кој може, значи, да упати идеја, да каже своја критика, да ни каже што понатаму е паметно да се обработи, каде грешиме, значи сето тоа од наша страна е благо прифатено и на тој начин учиме. Значи никој посебно во оваа нова сфера како технологија која што сега се развива не успеал се да знае или се да погоди. Значи сите кои што се наоѓаат во оваа сфера, па оние дури кои што станале мултимилионери, прават грешки, имаат на некој начин негативни периоди во кои што тргувањето не им оди добро или инвестирањето. Значи сето тоа е дел од онаа болка кога една нова технологија, нова сфера се развива во светот. Со тоа би ве замолил да имате трпение како за нашиот канал, така и за вас и за вашите финансии и да продолжиме заедно во ова криптозима се до акумулирање во следниот бул маркет. Со тоа го завршувам ово видео, имајте добар ден од тимот на Crypto Game EG.